Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност. Согласно член 77 од Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, предлагам точката број 16, која се однесува на предлог законот за измена и дополнување на законот за градење, да се тргне од дневен ред. Ова го барам бидејќи повторно се злоупотребува европското знаменце, нема никаква усогласеност на овој закон со европските регулативи и директиви. Впрочем, тоа јасно ви го кажа денес и евроамбасадорот Дейвид Гир, кој ви порача дека го кршите и го злоупотребувате европското знаменце и дека нема ништо со Европската унија тоа што му ставате европско знаменце. А го кршите и Деловникот и Уставот по не знам кој пат, се со цел само да се донесат овие спорни закони, кои што ќе му донесат на некои милионски суми, а тие пари на крај ќе треба да ги платат сите граѓани на Република Македонија. Јас не знам како колегите од власта ќе ги гласаат овие закони, кои што првично беа злоупотребени од страна на владата за да ги поднесат овие закони, па кога не успеа во првичната замисла, сега ги поднесуваат со европско знаменце, но повторно Артан Груби не се охрабри да ги поднесе овие закони, па го прати министерот за транспорт и врски да биде предлагач на овие закони, затоа што знае дека Артан Груби дека ќе се одговара за ова еден ден. Ќе се одговара, но некој друг ќе одговара, а не тој. Затоа го прати на Бочварски. Јас сум еден од подписниците што го баравме договорот да го видиме, што поседуваме сертификати државна безбедност, но од тоа нема ништо. Тој договор е најдоверливиот документ во државава, затоа што во него ќе се види сиот криминал што го прави власта. Она што е најважно и што сакам да го спомнам е дека при изготвување на овие закони не се консултирала комората на овластени архитекти и овластени инженери. Па кога не се консултирале овие стручњаци, јас се ве прашувам, еве, со кого вие се консултиравте при изработка на овие закони? Кога не сте ги прашале најрелевантните луѓе во оваа држава? Тие доставиле своји заклучоци до Собранието и до Комисијата за транспорт и врски во кој што кажуваат, ќе ви цитирам: со кратење на постапки истите стануваат нетранспарентни, а со пренасочување на постапките се нарушува професионалниот пристап на планерскиот и инженерскиот дел на објектите со недофатливи и со негативни импликации од секој аспект. Затоа ќе кажам дека овој закон за градење и сите останати 4 закони кои се однесуваат на коридорите не се за градење, туку се за крадење, почитувани колеги. Благодарам.